дека можеме да го загрозиме буџетот на државата и да банкнотираме. Затоа што нагло ги намалуваме даноците. Што се случи? Кога ги намаливме даноците, приходите во буџетот пораснаа за 20%. Една година подоста. Представниците на ММФ дојдоа во владата и кажа: во право бевте, ризикувавте, но се исплатеше ризикот. Преземавме исто така антикризни мерки со кои што за 80% ги намаливме даноците за земјоделците. Тоа го бара они долго време, го добија токму на почетокот на кризата. Преземавме антикризни мерки со кои што ги намаливме царините за репроматеријалите за производство. Преземавме антикризни мерки со кои што започнавме инфраструктурни проекти во целата држава. Преземавме и други видови на мерки, кои што требаше не толку на економијата, но на граѓаните да им помогнат. Еве да речеме, конечно денеска се објави дека владата донесе конечна одлука да ја зголеми границата за увоз на поволни автомобили за граѓаните на Република Македонија и да го воведи да го врати на 6 месеци стандардот Еуро 1, а потоа уште на 4 години Еуро 2. И на тој начин да може граѓаните да дојдат до поевтини возила во Република Македонија. Прв пат во 2007 и 2008 два пати по 10% се качија платите на државната администрација, што малку влијаеше и на приватниот сектор, бидејќи тоа врши притисок врз приватниот сектор да и тој малку почне да ги зголемува платите. И за прв пат практично по 2 децении скоро дојде до зголемување на пензиите на пензионерите во неколку наврати во вкупен износ во просек од 21% до 2006. До доаѓањето на оваа гарнитура се одвојувале едва 5,5 до 6 милиони евра во буџетот за поддршка на земјоделците. Решивме тоа да го смениме уште таа година. Па таа година наместо 6, меѓу септември и декември ги направивме 18. Па 2007 година веќе беа 25. 2008, како што ветивме во програмата, нови 45. 2009, најтешката економска година, бевме ветиле 70 милиони евра субвенции за земјоделците, исплативме точно 70 милиони евра субвенции за земјоделците. Независно што беше тешка економска криза, независно што средствата во буџетот беа далеку помали отколку што беа планирани. И конечно, 2010 се уште со присуство на економската криза беа ветени во програмата 100 милиони евра поддршка за земјоделецот, значи нови, секоја ставна збор за нови, проектирани се и веќе почнуваат, се исплаќаат точно 100 милиони евра поддршка за македонските земјоделци. Во 2006 година за образование се извојуваа 3,3% од бруто домашниот производ. Оваа година се извојуваат веќе 6% од бруто домашниот производ. Просекот во Европа е околу 5%. Се воведе задолжително средно образование, се воведе исто така задолжително учење на англиски јазик од прво оделение до крај на средно училиште, плюс уште еден странски јазик од пето оделение. За прв пат во историјата на државата се воведе и се спроведе давање бесплатно на учебници на сите ученици во основно и сите ученици во средно училиште. Драги пријатели, во овој дел, во делот на образованието, посебен акцент ставивме на информатичката технологија, затоа што Македонија беше многу заостаната на тој план, а светот се развива во тој правец. Имавме, кога дојдовме на власт, 16% во Македонија пробивност на интернет користење во домакинствата. 16%. Споредено со другите држави, кои 20, кои 30, кои 40, кои 50, кои повеќе. За 3 години стигнавме на 52%. Веќе повеќе од поголем дел земји од Југоисточна Европа и Источна Европа и конкурентно со Западна Европа. А јас верувам, имаме амбиција во наредните 3 години или 4 години да влеземе меѓу првите 5 држави во цела Европа по процент на користење на интернет од граѓаните, но и по процент на граѓани кои што ќе прават бизнис од тоа.
ќе се само вработуваат и ќе вработуваат други луѓе. И ние ќе продолжиме да вложуваме во тоа. Сега гледам играат мајтап со нас зашто сме инвестирали и во селата. Па тие во селата нели се луѓе? Не треба ли на тие да им се помогне нешто? Во делот на транспортот, оваа година и на градежништвото, оваа година започнуваме неколку важни јавни работи. Прво започнува во април градбата на аеродромите во Македонија. Значи Скопје сега има 4.500 метри квадратни терминал, треба да има 40.000 метри квадратни терминал и да се прошири пистата за уште 1 километар, ми се чини. Исто така ќе се реновира во Охрид аеродромот, а по неколку години откако ќе завршат одредени процедури согласно европските стандарди по 8 до 10 години и во Штип се планира да се изгради. Оваа година започнува еден проект со Светската банка за изградба на, и тој веќе на некои делови започнува во овие денови токму, делумно, изградба на 200 километри, односно, 200 километри регионални патишта во Македонија и 200 поединечни локални патишта во земјата. Воведовме исто така од месец јуни оваа година, како што ветивме пред изборите тоа не беше ветување, дека ќе овозможиме секој граѓанин во Македонија, независно дали е вработен или не, дали добива или не добива пензија, да има право на здравствено осигурување и синократоче. Донесовме одлука да инвестираме приближно 90 до 100 милиони евра во набавка на нова опрема за македонските болници и клиники широм цела држава и уште 100 милиони евра за реновирање на јавните здравствени установи низ цела држава, кој што треба да започне во втората половина на оваа година и да трае до 2012. А и овие апарати за кои што станува збор, освен еден дел од 5 милиони евра што веќе ги набавивме, другите треба да почнат да пристигнуваат од мај-јуни па до крајот на оваа година. Еден нов проект, а новиот проект е плаќање по учинок на лекарите и медицинскиот персонал. Еден дел од платата, како што и сега, да си остане загарантиран, ама еден дел да биде флексибилен, зависно од тоа колку ќе работат лекарите и медицинскиот персонал и колку пациенти ќе обслужат. За да ги натераме да бидат заинтересирани за болните и за пациентите. И тие да трчаат по нив, а не болните да трчаат по лекарите. Па јас премно го изборував, ќе завршам тука, ќе ви се заблагодарам на сите што ми слушавте. Ќе дадам можност за уште неколку, 2-3 од моите присутни соработници да се обратат на кратко и потоа ќе го отворам форумот за дебата, секој што сака да се вклучи. Прв ќе го замолам министерот за финансии Зоран Шаровски. Ви благодарам на сите. Со оглед дека премиерот зборуваше доста околу економијата и поддршката на економијата и нашите економски резултати, кои што несомнено и во земјата, но уште повеќе во меѓународните кругови, од меѓународните финансиски институции се истакнуваат како меѓу најдобрите во Европа. Верувам дека нема многу области, како што знаеме, каде што Македонија е најдобра и втора, трета во Европа и затоа и во добри времиња економски, кога беа во светот, постигнавме одлични резултати, за разлика од нашите претходници, кои што кога светот одеше со големи стапки на раст, во Македонија економијата стагнираше. Зошто се битни тие стапки на економски раст? Секако заради стопанството, заради креирање на повеќе работни места, за повисоки плати и за подобар животен стандард, што е главната цел на нашата влада. Јас ќе кажам неколку збора во делот на стопанството и во делот на граѓаните, што може да се очекува во следните неколку месеци. Прво, мислам дека она што можеме да го очекуваме е да паднат и уште повеќе каматните стапки. Јас знам дека голем дел од вас кои што сте тука вечерва, како и голем дел од стопанствениците, секако сакаат да видат пониски каматни стапки и поголема расположливост на кредитите. Значи, со мерките што ние ги преземаме како влада, создаваме добри услови да тоа се случи. Јас ќе истакнам две работи со кои што помогнавме да дојде до паѓање на каматните стапки.
Една е одржувањето на нискиот ниво на дефицит и постепено